Почитувани слушатели на Македонското радио Македонски глас, добро утро, добар ден. Се надеваме дека во следниот час ќе успееме да го задржиме вашето внимание со нашиот музички избор. Оваа емисија е под покровителство на нашата Македонска православна црква Раѓање на Пресвета Богородица. Денеска ќе започнеме со излагањето на нашиот протоиерей Ставрофор Синиша Ристовски. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Бог се јави. Драги браќи и сестри, драги слушатели на нашето црковно радио Македонски глас, добро утро. Еве, нашата света православна црква оваа недела ќе прослави неделата по Светото Богојавление. Недела во кој што исто така ни го објаснува светото покаяние. Заради тоа што веќе подоцна ќе започнеме и со подготвителните недели на Светиот и Великденски пост. Оваа недела, исто така, драги браќи и сестри, се совпаѓа и со 33-та недела по 50-ница недела во која што е посветена на Захеј, во кој што ни го објаснува Господ неговото покаяние. Во утрешното евангелско зачало и четиво назначено за неделата по Богојавление, Господ Исус Христос повикува на свето покаяние. А исто така и во евангелското зачало на Захеј слушавме за покајанието на митарот, кој многу сакал да го види и да се сретне со Исус. Заедничкиот именител на двете четива е надежта за спасение што ја дава покајанието, зашто Синот човечки се вели, дојде да го побара и спаси загубеното. Господ наш Исус Христос, драги браќи и сестри, Божиото јагне што ги зеде гревовите на светот, дојде и изврши се што е потребно за нашето спасение. Тој не помири со Бога, го подготви и ни го вети во наследство небесното царство. Во делото на спасението нам ни останува да се потрудиме да го примиме спасението. Трудот со кој се добива спасението се нарекува покаяние. Покајте се, зашто се приближи небесното царство. Тоа се зборовите со кој Спасителот ја започна својата спасителна мисија и својата проповед пред луѓето. Кога Исус разбра дека Јован е предаден, од тоа време тој почна да проповеда за покајанието, односно продолжи да проповеда за покајанието што го проповедаше и Свети Јован Крстител. Небесното царство и небесниот цар се блиску до нас, многу поблиску отколку што мислиме. Господ Исус Христос стои пред вратата на човековото срце и чука на таа врата со неговите свети зборови. Со својата божествена посета, небесниот гостин го удостоил и Захеј, кој бил искачен на дрво, и велејќи му: Захеј, слези побргу, зашто денес треба да бидам во твојот дом. Тогаш митникот, односно митарот Захеј, кој што бил даночник и не почитуван многу од својот народ, но Захеј бил и човек што успел да се подигне над алчноста и над другите своји гревови. Захеј се искачил на расипаната човечка природа и се чекал да се сретне со Христос. Во преносна смисла така е протолкувано тоа искачување на Захеј, човекот да се подигне над гревот и страстите со желба да го сретне Исуса. Исус пак кога дојде, вели, на тоа место, погледна угоре, го виде и му рече: Захеј, слези побрзо, денес треба да бидам во твојот дом. И тој, се вели, веднаш слезе и го прими со радост. Исус, драги браќи и сестри, прв го здогледал Захеј
Иако Захеј бил искачен токму со таа цел подобро да го види Исуса, кога наближил Исус окружен со многу народ, сепак тој прв го здогледал Захеја и го повикал да го удостои со гостопринство. Господ наш секогаш не здогледува порано, отколку ние него. Захеј горел од желба да го види Исуса, но бидејќи бил низок по раст, решил да се качи на дрво. Таа негова постапка предизвикувала подсмев кај луѓето. Захеј слегол, односно влегол во Светото Евангелие, најмногу заради тоа што го презрел тој подсмев од луѓето што биле таму, за тоа што успел да ја надмине суетата на овој свет. Ако се грижал, што ќе речат комшиите, кога ќе го видат државниот службеник како се качува на дрво, тој ќе ја зачувал својата слава и својот имидж во очите на луѓето, но никогаш немало да го види и да поверува во Господ Исус Христос. Тоа е таа, драги браќи и сестри, суета која спречува многу луѓе и ден денес да дојдат во црква. Тоа е таа лажна слава која многу сакаат и да си се нарекуваат христијани, и бидејќи многу други околу нас се нарекуваат христијани, но всушност се самите тие кои што некогаш се подсрамуваат во воскреснатиот Христос, односно во неговата вера. Велиме суетен човек за оној кој му е најважен добриот глас и високото мислење за него. Во црковно-словенската терминологија самиот збор суета се нарекува штеславие, односно празнославие, слава која се состои во градење на личност, слика. Затоа Господ Исус Христос вели: како можете вие да поверувате кога примите слава еден од друг, а славата што е од единиот Бог не ја барате. Животот, драги браќи и сестри, живење во суета е многу оттуѓен живот. Ако ние го устремиме кон Бога нашиот умствен поглед, ако го основаме животот на Божите заповеди и на верата во Бог, тогаш тој и нас ќе не повика по име и ќе не научи како да слеземе од високопарното плотско мудрување. Зашто кога човечкиот ум ќе слезе во срцето и срцето измиено во солзите на покаяние ќе се протегне кон живиот Бог, тогаш срцето станува место на средба на Бог со човекот. Браќа и сестри, за да поверуваме во Господ наш Исус Христос, неопходно е покаяние. За да се остане во спасителната вера, неопходно е покаяние. За да се напредува во верата, неопходно е покаяние. За да се наследи небесното царство, неопходно е покаяние, вели свети Игнатий Брянчанинов. И повторно да се навратиме на денешната евангелска порака: покајте се зашто се приближи небесното царство. Кога фарисеите го праша Исуса кога ќе дојде царството Божје, тој им одговори: царството Божје нема да дојде забележливо, ниту ќе кажат еве овде или ене онде, зашто царството Божје, драги браќи и сестри, е внатре во вас. Со покајанието човекот се отвара за Бога, го прима Христа во срцето, а каде што е Христос, таму и неговото царство. Ако Христос е во нас, и царството небесно е во нас. Ете, стојам пред вратата и чукам, ако некој го чуе гласот мој и ја отвори вратата, ќе влезам при него и ќе вечерам со него и тој со мене. Клучот кој го отвара човековото срце за во него да влезе Господ Христос е покајанието. Покајанието е голем дар од Бога за човекот. Покајанието го излекува човекот од бездната на гревопадот и го уведува во вечното небесно царство. Да го примиме, драги браќи и сестри, дарот на покајанието, што ни го нуди Бог и преку нашето покаяние да го издействуваме нашето спасение, сега и секогаш и во сите векови. Драги браќи и сестри,
преку покаянието да ја примиме и радоста. Радоста е нашиот Спасител, Господ Исус Христос, кој што од девојка, како што знаеме сите, се роди заради нас и заради нашето спасение. А нас ни престои, за да имаме таа духовна радост во нашите срца, ни престои само да се покаяме и да го сакаме својот ближен. Така и Свети Јован, кој ја започнал неговата проповед од пустината, самиот извикал на сите луѓе: покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. По смртта на Јован, Христос ја започнал проповеда, но исто така со истите зборови: покајте се, зашто се приближи Царството Божјо. Значи, сите ние, драги браќи и сестри, кои што исто така сакаме да го почитуваме Бога, преку тоа ја искажуваме и преку покаянието ја искажуваме нашата вера и нашата љубов и нашата надеж кон Него. Да се трудиме сите ние, што е можно во поголем број, да се трудиме да се покаеме, односно секогаш пред Бога да ги искажуваме нашите прегрешенија, а со тоа да го наследиме и Царството Божјо, сега и секогаш и во сите векови. Амин. Исто така, драги браќи и сестри, ја користам оваа прилика уште еднаш длабоко да ви се заблагодариме, што токму и во овој тежок период на пандемија, вие како христијани, како вистински православни христијани, секогаш го посетувавте нашиот свет храм и со тоа ја искажувавте љубовта. Ви благодариме за се, а се надеваме дека што побрзо ова ќе помине и сите заедно повторно ќе се видиме во нашиот свет храм. Бог се јави, нека ни се за многу години празниците кои што ни доаѓаат и Бог сите да не чува, да не пази, да бидеме здрави и живи и понатаму секогаш да го почитуваме и да го славиме името Божјо и името на Мајката Божја која што е наша заштитничка. По молитвите нејзини на сите свети, Бог да не помилува сите, сега и секогаш и во сите векови. Амин. Čekaš, stara majčice, pismo da ti napišam, da ti ispratam. Da li čekaš, stara majčice, glas od sinot dalečen, nezaboraven. Pamti me po dobrom, ti majko stara dušo stradala. Kamen da sam studen, tebe će te spomnam prošlja da ti povaram. Porti da mi otvoriš, majko, ogan da mi zapališ, stara, koga gdje se vratam, sonce da mi grejne duša, tebe da te pregrnam. Porti da mi otvoriš, majko, ogan da mi zapališ, stara, koga gdje se vratam, sonce da mi grejne duša, tebe da te pregrnam.
tebe, ќе те спомнам прошка да ти побарам. Порти да ми отвориш, мајко, оган да ми запалиш, стара, кога ќе се вратам, сонце да ми грејне душа, тебе да те прегрнам. Порти да ми отвориш, мајко, оган да ми запалиш, стара, кога ќе се вратам, сонце да ми грејне душа, тебе да те прегрнам. Тебе да те прегрнам. Сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасечко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Rana na srce mi otvori, pa to mori dušake, velika divke, pa to mori dušake, prokletana. Долго време се љубевме, лоша дума не рековме, па то мори душаке, велика тилке, па то мори dušake,
Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Свадба македонската права, мома македонка јас сама, со дука ти мамо наредена, и со срма мамо накитена. Со дука ти мамо наредена, и со срма мамо накитена. Моми македонки песна да запејат, момци македонци породани град. Моми македонки песна да запејат, момци македонци породани град. Ни другари, мамо, ни роднини, во тугина свадба не се прави. Кој родо, мамо, ке го води, кој сватови, мамо, ке ми бира. Кој родо, мамо, ке го води, кој сватови, мамо, ке ми бира. Моми македонки песна да ми пејат, момци македонци породани град. Моми македонки песна да ми пејат, момци македонци породани град. Мерак ми е дома да си дојда, браќа, сестри, роднини да видам, песна македонска да запејам, оро македонско да заиграм. Песна македонска да запејам, оро македонско да заиграм. Моми македонки песна да запејат, момци македонци породани град. Моми македонки песна да запејат, момци македонци породани град.
Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан.
filo, mome, karanfilo, filo, karanfilo, filo, mome, ti karanfil ne nosiš, ti karanfil ne nosiš, mome, da karanfil mirisa. Druškite ti nose, ja, mome, druškite ti nose, ja, druškite ti nose, ja, mome, ama ne mirisa. Druškite ti nose, ja, mome, ama ne mirisa. Stojam pred porti, mome, cel den stojam pred porti, cel den stojam pred porti, mome, puška držam borace, puška držam borace, mome, da ubijam tatko ti. Tatko ti, mome, da ubijam tatko ti. Žal mi padna za tebe, mome, ke ostaneš sirače. Žal mi padna za tebe, mome, ke ostaneš sirače. Na desno, urneve se igra šakanaka, tuka nema drženje za raka. Šakanaka, prava igra bila, se koj mrda durima sila. Igramo malo, sukniče tesno, meša levo, a posle na desno. Ne čoček, ni turo teško, ne samba, ni tu tambalamba. Se igra šakanaka, tuka nema drženje za raka. Šakanaka, prava igra bila, se koj mrda durima sila. Nešto mnogo žeško, ritam lude, sistem od te deve.
nema drženje za raka, šakanaka, prava igra bila, sekoj mrda, durima sila. Ritam lude, sistem od deve, bolem da su, te ritmam od tebe. Što da gledam, umo da mi štukne, ke ja igram i srce da mi pukne. U rebese igra šakanaka, tuka nema drženje za raka, šakanaka, prava igra bila, sekoj mrda, durima sila. Šakanaka, tuka nema drženje za raka, šakanaka, prava igra bila, sekoj mrda, durima sila. Inčovice mlada nevesto, da li si čula razbrala, da li si čula razbrala, opet je došao Aguto, opet je došao Aguto, Aguto musta beguto, opet je došao Aguto, Aguto musta beguto. Inčovice mlada nevesto, golemo selo imate, golemo selo imate, ubavimo mi nemate, are sva mi se bendi sva, mlado to neveste il čovo, are sva mi se bendi sva, mlado to neveste il čovo.
Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Виолина и гитара, срце крие песна стара, само чашиве ги празнам, ледното ја с тебе те вара. Ти ја знаеш мојта тага, јас ја голтам твојта лага, натре кријам само узди и пак ги варам твоите усни. Само песна ми затвара рана, дај нек се напие цела кафана. Цела волка ја оставам на страна, ова вечер само една нема мана. Само песна ми затвара рана, дај нек се напие цела кафана. Цела волка ја оставам на страна, ова вечер само една нема мана. Кога песната ќе грмне и сите таги ќе ги тргне, нова жена, нова чрша и ова ноќ ќе виде наша. Виолина и гитара, срце крие песна стара, само чашиве ги празнам и на дното ја с тебе те вара. Само песна ми затвара рана, дај нек се напие цела кафана. Цела волка ја оставам на страна, ова вечер ниту една нема мана. Само песна ми затвара рана, дај нек се напие цела кафана. Цела волка ја оставам на страна, ова вечер ниту една нема мана. Само песна ми затвара рана, дај нек се напие цела кафана. Цела волка ја оставам на страна, ова вечер само една нема мана. Само песна ми затвара рана, дај нек се напие цела кафана. Цела волка ја оставам на страна, ова вечер само една нема мана. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Otvori mi belo lenče,
Ja ne možam mimo pile da stana, da ti odvora. Legnala mi stara majdana, fustan aman zaspala. Legnala mi stara majdana, fustan aman zaspala. Ja se nisi bedolenče ložici, aman magazi. Pa preseći bedolenče fustano, aman fustano. Pa preseći bedolenče fustano, aman fustano. Odumo se poliz
makedonsko devojče, kitka šarena, ogradina nabrana, dar podarena. Da li ima novo i beli svet, poubavo devojče od Makedonče? Nema, neke se rodi, poubavo devojče od Makedonče. Nema zvezdi polični, odvojite oči, da se noće na nebo den će razdeni. Da li ima novo i beli svet, poubavo devojče od Makedonče? Nema, neke se rodi, poubavo devojče od Makedonče. Koga kosi raspleti kako koprina, lična je i polična od samobila. Da li ima novo i beli svet, poubavo devojče od Makedonče? Nema, neke se rodi, poubavo devojče od Makedonče. Koga pesna zapere, slave igrat peje, koga oro zaigra i srce razigra. Da li ima novo i beli svet, poubavo devojče od Makedonče? Nema, neke se rodi, poubavo devojče od Makedonče. Oči lakomi, bez granici, se želbi čovečki. I se nekoj drug ima poveke, samo nije me. Možeš da plačeš, da se raduvaš, ili si bogat, ili gladuvaš. Kako i daje jedan život, zdravlje Bože, ništo drugo ne treba. Da može da me služi do veka. I ne varamo do život, ništo posebno. Sve drugo neka bide ko što bilo pišano. Zdravlje
Zdravje Bože, ništo drugo ne treba. Da može da me služi do veka. I ne varamo od ovoj život, ništo posebno. Sve drugo neka vide ko što bilo pišano. Sakaš vo raj, sakaš i od zlato sjaj, samo jedno izbiraj. I do koga samo daj, vidi mudar, kaži kraj i ne se sekiraj. Možeš da kupiš, da zarabotiš, možeš da kradeš ili osvojiš. Sve što ke vidiš, samo jedno ne. Zdravje Bože, ništo drugo ne treba. Da može da me služi do veka. I ne varamo od ovoj život, ništo posebno. Sve drugo neka vide ko što bilo pišano. Zdravje Bože, ništo drugo ne treba. Da može da me služi do veka. I ne varamo od ovoj život, ništo posebno. Sve drugo neka vide ko što bilo pišano. Zdravje Bože, ništo drugo ne treba. Da može da me služi do veka. I ne varamo od ovoj život, ništo posebno. Sve drugo neka vide ko što bilo pišano.